Недобриот македонски трубач Џамбо Акушев прв пат во студиото на Репортера, денеска му е ваш гостин. Џамбо, здраво, мило ми е што дојде. Здраво. Што ќе се дружиме малку. И благодарам на поканата, исто и на мене ми е мило што ќе се подружиме малку. Доаѓаш во време кога направи промоција на новиот албум Brasses for the Masses. Јас колку што се сеќавам, ти на Инстаграм имаше најавено дека некаде околу 30 март треба да направиш голема промоција, дека ќе има и журка и се, меѓутоа некако ни се случи короната, па сето тоа падна во вода. Албумот го подготвуваме подолго време, ама го завршивме оваа година и не да ти кажам искрено, не се сплашивме ни од корона, ни од ништо, го издадовме албумот, пошто верувавме беше топ. Многу време вложивме во него и имавме доста концерти да промовираме албумот новиот, ама за жал Промовираше некој од песните од албумот уште на концертите уште пред да го промовираш самиот албум? Па имавме нешто свирено така да видиме како ќе реагира публиката. После гледаме супер оти оде, направивме само во студиски го направивме нешто со друг аранжман. Да го подстегнете Да, што така се вика. Меѓутоа самата корона па направи да ја изгубиш таа голема промоција и оние многу концерти. Колку концерти ти пропадна? Па цело лето имавме 110 концерти и Тоа е сите се бројка. откажени, да. Албумот го има на интернет, сите можат да го слушнат. Познато британско списание имаше Some одлична критика. Да. И коментарот сега, ако сум во право, беше дека балканската дувачка музика е во вистинските раце со Џамбо Акушев и со неговиот оркестар. Како влијаат на тебе ваквите пофалби? Па чувството е одлично, значи такво нешто да слушаш и да те фалат низ цел свет, тоа е сон. Кој ќе каже дека си добар, значи знаеш дека стварно си направил нешто како што треба. Па тоа го кажуваат најдобро публиката. Ти го искористи периодов и да снимиш неколку спота за песните од новиот албум, меѓутоа многу често соработуваш и со познати македонски пејачи. Некаде рапуваш, некаде свириш. Дали ти се случило некогаш да одбиеш некого за соработка? Па обично јас си гледам со мојот оркестар да одам напред, значи со тоа сакам повеќе да се појавам на сцена и на телевизија и затоа некој пат кога доаѓаат некој не сум ги одбил за душа никој. Направивме, значи јас соработував со сите македонски уметници, значи било пејачи, било пејачки, со сите сум соработил. И еве за брзо почнавме да направиме нешто друго. Повторно некој македонска пејачка за кратко ќе биде објавен. Значи спремаш нешто Да, ново. Во периодот на корона некако на сите животите како да ни застана малку во место, тие цело време одење по турнеи и концерти, сега си па цело време дома. Па една страна лошо е, па од една страна е многу убаво, пошто ние немавме, да ти кажем искрено, немавме никакво време да се видиме со фамилијата, да се одмориме. Годината 300 дена бевме надвор од Македонија и така ни дојде малку убаво, се посветивме внимание на фамилијата, на децата малку и така, ама мислам дека веќе треба да почнеме. А што правеше најмногу во карантинскиот период? Па, да ти кажем, искрено, трубата ми беше на мене најдобра занимација, да земам да вежбам, да свирам и малку да не мислам на корона, само трубата, музиката, фамилијата, тие ми помага. Мора да се чуваме, да се пазиме и стално бевме, имавме полициски часови, бевме дома затворени, ама ете, трубата помага. Викаше вечераш да тргнеш на турнија? Како не? Како не? Сите со душа чекаме. Мислам дека и јас и моите колеги сакат веќе да свират. Не те бркаат од дома да ти рече жена ти, ајде, доста беше седење? Па на неја да биде уште една година, она ќе каже седи дома. Одлично. И сега, сакам да те прашам, пошто веќе го спомнавме семејството, ти и сопругата ќе правите 10 години брак оваа година, ако сум право. Како се запознавте? Како тргна вашата љубовна приказна? Ние се запознавме на концерт, на мојот концерт во Алсбург, кога имавме на повеќе места концерти и турнеја имавме, па и последен концерт ни беше во Алсбург, во Германија. И тамо, во она беше во публиката, тамо приметив плава, убава и почнав малку, знаеш, да намигнам, да чинувам и после она дојде да се сликаме, јас потерав број и така остана и долго време имавме контакти. Како така функционираше врската на далечина, заради тоа што она живее во Германија, Да. ти си цело време со концерти или во Македонија, како функциониравте на почетокот? Да ти кажам, искрено, не беше
некој да се комплицира толку, пошто јас стално сум во Европа и кога имавме турнеја, кога имавме малку пауза, јас одев тамо, кога имаше она време, доаѓаше тука кај мене, па така. Ти беше ли тешко да ја убедиш еве да се пресели во Македонија? Ти пред малку ми кажа дека на зима сте во Германија, дека живеете, Да, а преку лето дека да. живеете во Македонија. Па нејзе беше това сосем ново да дојде од Германија за Македонија во Струмица да живее во Алсбрук. Знаеш како е сега, таму е друг менталитет, кај нас е друго, ама се навикна брзо и затоа направивме малку во Германија да бидеме, малку тука, па така ќе одлучиме на крај дека ќе остане. Дали е љубоморна? Многу? Да. Многу љубоморна. Мора, значи да покажеш докази дека си. Заради тоа што ти самиот кажуваш дека си ја запозналите на концерт, тоа Да. значи дека таа знаела дека си ти јавна личност која што има јавна работа и на која што секогаш нели и пристапуваат Жена девојки и како жени. жена, она знае јас кој сум што сум. Ама жена како жена е љубоморна. Значи тоа факт дека сите жени се љубоморни. Ама моите малку екстра, така, Екстра малку повеќе. И како реагираш ти? Како да реагираме? Покушавам да покажувам дека сум што сум. Зборуваме, например, на телефон стално дека сум што сум. Ја ја питам. Па така сме навикнали ние заедно и кога имавме долго време врска со неа, се слушнавме стално по телефони. Ама си сака докажче дека сум. Ти доаѓа ли често на турне или сега од кога се родија децата малку помалку? Кога има време доаѓа. Кај си ја носел се со себе? Кај сте биле Во Турција бевме заедно, бевме во Германија, еве кога имавме во Берлин бевме заедно. Сакав за Франција, не може за Франција да дојде, пошто испадна некои други работи. И затоа, кога имам време, ја носам со мене, стално доаѓа. Значи, Холандија бевме заедно. И тогаш седите, гледа од првите редови додека настапуваш или е некаде позади па само гледаш што се случува на сцената? Она е стално со мене, како вип си доаѓа од зад си седе, или на десна страна од бина си зема столче и она играа со мене. Јас како играм на сцена и она си игра. А се качува со тебе некојаш на сцена? Не. Си ја повикал? И јас сум љубоморен малку, па да не ја видат. Да не ја гледат. Ама па често објавуваш слики на Инстаграм со сопругата и многу Да. често јавно изјавуваш љубов. И кажуваш колку ја сакаш. Убаво е тоа. Убаво е тоа да кажеш како чувствуваш љубов спрема жената. Бидејќи спомнав дека годинава ќе славите 10 годишнина од брак, дали спремаш нешто посебно или уште не? Ќе размислам. Ќе направам нешто. Има време. Имате две деца, син и ќерка. А дали го наследиле твојот музички талент децата? Свират на некој инструмент, пеат? Еве мертве ке синот почна со трубата сам да дува да свире. Значи он ќе почне да има, мора да има наследник. Ќе видиме сега од сега за сега има интерес. Ќе видиме понатаму како ќе биде. А ќерката? Она пее стално. Ќе видиме. Јас сакам да свири виолина, па ќе видиме како ќе биде. Почнала, пробала, има желба или... Има желба Или за като нешто, оставиме? повеќе има желба да пее. Па ќе видиме како ќе се движи. Во твоето семејство е музикалноста наследна. Значи, оркестарот Тагушеви свира твојот татко и твојот чичка, па потоа некако го наследи ти. Па не само татко ми, чичко ми, па прадедовците, дедовците, на цела фамилија сме. За душа не можеш да најдеш некој што свира жизни инструменти. Сите свират дувачки инструменти. И морав да одлучам и јас да свирам тоа. Не, како функционира тоа во вашето семејство на сите музичари кои ќе се соберате, не знам, на некој настан, на некој роден Треба ден? тоа да го доживеете малку на гости кај нас, ќе видите како е. На еден двор само еден ќе изваде труба на пример и некој инструмент ќе почне да дувне и сите се собераме околу него, почнуваме веќе ајде, си вежуваме. Некаде прочитав дека оркестарот Тагушеви станал попопуларен од моментот кога настапиле со Гоце Арнаудов на... Во Тетовски филиграни мислам дека беше. Ајде да беше стрела песна. Ајде беше стрела песната, да. Како тргна приказната со тоа? После? Јас искрено да ти кажам, тогаш не бев тука, бев во Германија, пошто живеевме ние 5 години во Германија и татко ми не беше тука. После кога се вративме веќе чичко ми Кочо, Бог да го прости, он беше заедно со легендата Гоце Арнаудов, Бог да го прости. И они почна одлучиле заедно нешто да направат интересно, што зашто само Горан Бреговиќ да не тука во Македонија, такво
на таква музика да не се промовира. И направија, значи, екстра песна и така успеа, мислам дека заедничко успеа со стрела и песната, ден до денеска што се сака и што се пее низ сите кафани, веселби, свадби. И тоа успеа, после и Агушеви и Кога почна ти да свириш? Јас од 3-4 години почнав да дувам. Да не свирам, ама да дувам. Од 7 години почнав ноти да свирам. Како одеше самиот процес на учење да свириш труба? Колку треба да вежбаш во текот на денот за да имаш и кондиција, например, да можеш да свириш цел еден концерт, пошто претпоставувам дека не е воопшто лесно да свириш на дувачки инструмент. Да, овој инструмент си бара вежбање. Значи без вежбање не бива. Мора да се вежба, тоа треба најмалку 2 сата тон да издржат, па после треба јазик, па после треба нешто скали да вежбат. Од старт, од почетниците што сте мора да вежбат 4-5 сата. Дневно, може и 6. Од кога научи повеќе за свирење труба? Од татко ти или од чичка ти? Како да ти кажам сега тоа? Татко ми свебот, кога ше правеше, например, си правеше некој баклава. Добро. И нели го прават се как што треба баклавата со фстаци, си стават унатре се и на крајта шервето го правеше чичко ми Кочо. И така. Значи, татко ми покажуваше што требаше да направам, а чичко ми Кочо дотеруваше правилно как треба да биде. Ти негде имаш и кажано дека си почнал да учиш со татко ти, па татко ти ќе те подчукне, ќе те подури, па ти си бегал кај чичко ти. Строг беше и затоа бегав кај чичко ми, ама он уште построг беше. Јас мислев дека малко ќе пушта, ама ништо. Меѓутоа татко ти си уште свири во оркестарот сега со тебе. Како комуницирате сега? Ти си главен на оркестрот, ама уште го слушаш него или он мора да те слуша тебе? Тоа истото прашање го имав кај Слави Трифунов, кога бев на емисија, вика зашто ти си главен Џамбо Агушева, башта ти вика татко ти е енолев. Викам татко ми е главен. Зашто вика Џамбо Агушеви? Пошто татко ми сака јас да сум напред, ама уште викам јас него го слушам. И затоа за мене уште он воде оркестарот, после него јас. А кажи ми, кој е подобар трубач? Татко ти, покојниот чичко или ти? Во оркестарот сите имат различни функции. Значи, чичко ми беше, да кажеме, така ќе ти кажем, како Роналдо. Добро. Роналдо зна да дава гол, знаеш. Ама позади Роналдо има некој што треба да му дава топката, знаеш. И така беше татко ми. Значи, они беа заедничко многу вежбани и свира топ. Сам компонираш голем дел од песните кои што ги има на албумот. Покушавам да направам, сам да ги направам музиката, да компонирам аранжманот, го правиме заедно со мој колега Шукри Абдулов од Пекчево, што е на мојот оркестар член. И така заедно трошиме повеќе време со него и работиме, си правиме нешто новости и гледаме што ќе се свиѓа на публиката. Сега ти викаш 300 дена, од 365 се некаде по концерти. Кога наоѓаш време да компонираш? Кога наоѓаш време да создаваш нова музика? Тоа ти доаѓа момент е тоа. 5 минути кога патуваме во комбето, ние не спиаме. Јас за душа си имам некој лаптопче со мене, направено некои програми таму за музика и си патуваме, си праваме, си снимаме нешто, си свираме, значи долго време си патуваме, ние сме со комбе патуваме. Чека, сега сакаш да кажеш дека додека патувате со комбето и тебе ќе ти дојде идеја и ти ќе извадиш, другата ќе почне да свириш. А со овие што спијат? Немаме проблем, пошто еден ако свира, почнуваат и они полека да се разбудат и почнуваат они да земат баритон, тај туба, па си правиме интересно. Можеш ли да се сетиш на некој интересен момент кога сте биле на некое патување, на некоја турнеја? Има многу интересни моменти, само ќе ви кажам сега последна интересна случка која бевме во Америка. Сега бевме во Чикаго. И во навигацијата погрешно удрија еден број погрешно и влеговме на некој чузда куќа, мислевме дека сме на некоја македонска црква, требаше да свираме концерт. Влеговме кај некој мексиканец во куќата и ние оставивме оркестарот, голема куќа, голем двор, сите мислат таму ќе свираме. Излезе оркестар, имаше кошарка, си зема топка, играат, чинуваат, а од унатре луѓето се исплашени, од нас гледат кои се тие. И ние отидовме од банда во Чикаго. Од Старбакс отидовме да земеме кафе, кога гледам цел оркестар трчат, кучињата по нив. Полицајците сите ги земаа, после останавме малку таму во полиција. Кажавме дека навигацијата изгреши, с грешка удривме некој бројче таму, па
така се спасив. Добро ви се случува често да завршите во полиција заради грешка? Често е така. Како Така има. често? Некој пат изморени се и на навигацијата, на пример да ударат 139, они 138, на место малку понапред, унапред се влезме на некој чуз да куќе и така. Во Македонија неколку пати те прогласија за крал на трубата. Имаш добиено и европски и светски награди. Има ли нешто што не можеш да го направиш со трубата? Не знам. Јас стално си кажувам, трубата е како дел од моето тело, значи не знам што не можам тоа и да не можам нешто ќе пробам да го направам, ќе го направам, значи не знам. Нема. А ти годи ли тоа што те викаат кралот на трубата? Тоа е убаво, ама сепак јас не мислам така да не после оти ќе почнам Да се креваш? да, ама тоа не е мој став, не е мој карактер. Јас сум си обичен и така сакам да бидам. Да, како реагираш кога ќе ти придат? Претпоставам во Струмица те знаат сите и меѓутоа ете кога патуваш некаде кај што имаш концерти, кога ќе дојдеш во Скопје ти приоѓаат? Да, Струмица е мал град, како сите се познаеме таму, знаат кој сум, што сум, исто во Скопје ме познават, во Македонија ме познават, надвор од Македонија ме познават. Тоа е убаво. Чувството е убаво. Ама сепак татко ми што вика, остани како што си. И така се. Често настапуваш на фестивали во Македонија. Она за што публиката се уште зборува е за настапот со оркестрот кој што го имаше во Гуча пред 10 години од прилика, значи се уште се прераскажува тоа. Меѓутоа ти имаш концерти, не знам, и во Канада, и во Австралија, и во Америка, во Мексико, буквално секаде. Има ли некој концерт што ти оставил толку силен впечаток што сакаш еве пак да се повтори? За душа имаме повеќе настапи, свирам низ цел свет. Последно што ни беше ново искуство што свиравме во Колумбија, бевме во Богота, свиравме таму. Прекрасна публика, многу огромна публика имавме таму и друга музика сосем, друго танцуваат и тоа ни беше многу интересно што уште еден пат сакаме цел оркестар повторно да се свираме во Богота и во Бугараманга, така беше. Да, како изгледа кога некој што не ја слушнал твојата музика, кога прв пат ќе слушне, како реагираат луѓето? Тоа сакам да кажем, во Македонија што познават нашата музика, не реагираат така. Значи, во светот што не ја познават музиката на ритмот, почнуваат после опуштени и почнуваат повеќе да играат, да чинуваат, да танцуваат. И се уште за жал тука во Македонија уште се народот се стегнат. Ја мислам тоа веќе треба 21 век сме да го направиме. Сакаш да кажеш дека постојат луѓе што кога ќе слушнат како со оркестарот почнуваш да свириш со трубата, музиката не го крева за да стане и да почне да игра? За дека мислиш? За овдека, за кај нас? Не, се играт, ама имаме некој проблем ние во Македонија што на вистина они сакат да се опушат, ама не знам дали мислат нешто друго, да не прават нешто, ама тоа е убаво, знаеш, да се играт, тоа нормално си во концерти или некаде на фестивал, си уживо на музиката, ти си знаеш, ти си од тај крај што го познаваш таа музика. А тие другите што не се од тука и си играат, знаеш како, јас мислев да не познавам, да не знам дека сум надвор од државата, ќе мислам дека е од Македонија. Така танцуваат. Малкумина знаат дека твоето вистинско име е Исеин. Да. Те вика ли некој така воопшто? Од школото што имам школски другари, они знаат дека сум така Исеин. Некој чат пат така ми викат, ама повеќето никој не знае дека сум Исеин, сите Джамбо и така остава. А како дојде прекарот Джамбо? Джамбо од крал на саксофонот Ферос Мустафов. Значи, кога ме слуша на 11 години како свирам, ми вика, ти си брз како Джамбо, джет авион, вика, ајде да ти направам еден албум, и ми направи еден албум, како да го крстим, ајде Джамбо 11, вика, на 11 години како Джамбо, джет авион си брз. И така остана од него. Како изгледа работата со него заради тоа што па тој е крал на саксофонот? Имавме многу соработки со кралот, заедно со оркестара, уште и со водопрсто со чичко ми, со татко ми, значи цела Гушеви, нас со него беа на фестивали, турнеи, исто и на мене многу ми покажал, многу труд вложи у мене. И се сеќавам само со него кога снимав албумот и имаше некоја тема од музика што не можев да запамтам, а јас тек само што станав од спиен, вика ајде да снимаме. И ми покажува, јас не можам да свирам. Абе, шо ти стана? И ми бамна еден шапот, така. Шо те?
почнав побрзо Ти да свирам. разтудриш шамар? Да. И почнав побрзо да памтам. На тебе ти треба, викаш, ама побрзо да памтиш, вика. И така, строг е и он, ама добар човек. На мене ми е се тоа што се деси, многу ми е мило и сум среќен што сум ги запознал таквите мајстори на своји инструменти. Сега има ли некој мајстор на инструментот со кој што сакаш да свириш? Некоја неисполнита желба? Па еве Артуро Сандовал. Мислам Со дека него доаѓаше во Охрид пред некоја година. Да. Дека има со четкар свирка. во Охрид Требаше, ама некаде. не свире. Ја мислам дека имаше некој невреме. Има некоја приватна во ресторанот, каде ресторантот што беа кај има свира. некоја приватна свира заедно, да. И тоа јас требаше да го причекам во аеродромот, ама ние бевме во турнеја и не можевме ништо да направиме. Добро, ма Да. ќе има сигурно следна прилика. Па јас никој пат не мислам негативно, се позитивно, мислам дека ќе биде и тоа. Кога веќе те прашав за името, кога ги спомнаш школските другари, те интересираше некогаш во животот школото или секогаш беше само музика и ништо друго? Па, да ти кажам искрено, одличен бев само кога имав музички час. А останатите? Останатите ми беа добре, ама не е како музичкото. Така е. Сепак се трудев да се учам. Какво детство имаше? Ми спомна дека имаш постара сестра и помал брат. Какви бевте како деца? Колку сте блиски сега? Ние уште сме блиски, многу сме блиски. Со брат ми па заедно ми е во оркестарот, заедно се свиреме. Сестра ми е мажина во Германија. Така се слушаме често пати. Со брат ми веќе како другари сме, стално сме заедно. Нема ден што не се видиме, не се дружиме. А кога бевте деца? Исто Се така. каравте, се Со сестра ми многу сложувавте? се скаравме. Со сестра ми имавме многу големи проблеми. Зошто? Јас со трубата ќе свирам, на неа ќе смета. Влези таму и јас, па како мал сака винат малку да водам на вратата, свирев таму, она излеваше и така имавме некои проблеми. Еве за на крај, бидејќи нели го спомнавме новиот албум, наскоро ќе почнеш и со турнеи, се надевам ќе можеш да го промовираш, ќе направиш промоција и тука, меѓутоа ти некако спомна дека џез музиката ти е омилена. Да. Па дали ве може да го завршиме интервјуто со некоја џез песна, да слушнеме како звучи на трубата на Џамбо Добро, Агушев. тоа е, јас го обожавам тоа кога бевме во Америка, Нью Орлеанс, имаат фьюжн, они се свират слободен џез стил и ние така, јас го обожавам тај стил. Да, така, ти си што баш имам. за во Нью Орлеанс, по уличките додека трае Марди Грас. Да, може. Ова е баш Нью Орлеанс стил. Џамбо, ти благодарам што дојде, ти благодарам што одвои време и се надевам ќе те гледаме по свет, ќе слушаме уште многу убави работи за Јас ви тебе. благодарам и поздрав до сите гледачи.